Државните интереси конечно добија предност пред партиските. По неколку неделна блокада на работата на собранието, мнозинството и опозицијата успеа да постигнат консензус и да се договорат по кратка постапка да се гласаат 4 клучни точки, 3 поврзани со петиот пакет економски мерки за справување со пандемијата, како и точката за продолжување на кризната состојба на дел од територијата на земјата. Да останат овие 4 точки и онака како што ветивме, веднаш во текот на денот по завршувањето на седниците се закаже и Комисија за финансирање и буџет и веќе да престанеме да бидеме здодевни со нашите игри на македонската јавност. Очекувам поддршка од сите пратеници по основ на ова барање на македонските граѓани. И благодарам на опозицијата што победи разумот и се вратија во салата заедно да ги изгласаме овие закони кои што се битни за граѓаните и фирмите. Усогласувањето на ставовите во интерес на државата го поздрави и спикерот. Ја во континуитет зборам дека работите и нештата по однос на функционирањето на оваа институција треба да се одвиваат овде внатре нас. Ајде да не кажам Facebook, него надвор од тука. Но не течеше се така мазно. Денот, Џафери наместо да го почне со пратенички прашања, реши да го стартува со седница на која беше закажан антикризниот пакет мерки. Опозицијата тоа го нарече обид за криминална седница и правење циркус во парламентот. Следеше координација на која беше постигнат договор опозицијата да ги повлече своите точки и да останат само клучните 4. Епилогот од денешните случувања покажа дека ако се има основна политичка волја може да се решаваат недоразбирањата. Сепак останува впечатокот дека собранието во суштина е нефункционално. Прашањето е како тоа да се промени. За ова спикерот разговарал со премиерот. Џафери и Заев, како што се вели во соопштението, заклучиле дека парламентарната дебата останува во собранието меѓу пратеничките групи и представниците на политичките партии и така треба да продолжи, да се изнајде соодветно процедурално решение за продолжување на работата на собранието. Иако во медиумите се најуваше како можна опција, Џафери денеска отфрли како неприфатлива и неизводлива можноста собранието да прогласи вонредна состојба како решение за надминување на блокадата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.